Почитувани ученици, добар ден. Јас сум Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. Денеска ќе имам таа чест да ви помогнам да совладате дел од материјалот кој што за жал не може да се работи како дел од класичната настава, меѓутоа се надевам дека во оваа училница дека ќе ви помогнам да го совладате тоа што доаѓа наред, а тоа се едни настани кои што се случувале по завршувањето на Втората светска војна, односно тоа е подемот и кризата на социјализмот. Така, не случајно е одбрана оваа карта, меѓутоа и оваа слика. Веќе знаете, односно од претходната лекција, веќе слушнавте дека Европа се дели на два блока, односно на источен блок или социјалистички и на западен блок, односно капиталистички. Тоа значи дека во речиси целиот источен блок имаме воведување на еден нов систем наречен социјализам. Слободно можеме да кажеме дека подемот на социјализмот започнал со зголеменото учество на Русија во Втората светска војна, односно огромниот придонес кој што Русија ќе го даде во Втората светска војна во поразувањето на фашизмот, со тоа стекнала голем углед и авторитет на меѓународна сцена, а тој голем углед и авторитет ќе биде потврден со еден договор помеѓу човекот кој што го гледате, Јосиф Сталин, меѓутоа и британскиот премиер Винстон Черчил, каде двајцата ќе потпишат или ќе се договорат еден договор со кој практично Европа ќе биде поделена на зони на влијание и така Советскиот сојуз, односно Русија, ќе си добие своја зона на влијание. Тоа е ова со црвеното, особено Полска, Германија, Чегословачка, Унгарија, Романија, Бугарија, Југославија, Албанија и така натаму. И во овие земји практично ќе биде воведен социјализам, односно во овие земји претходно речиси во сите држави постоеле кралски системи, односно монархија, меѓутоа таа монархија сега ќе биде истисната, кралевите, односно владетелите или царевите нема да се вратат во државите, толку ќе бидат принудени да одат во емиграција, а власта во тие држави ќе ја превземат комунистите. Сега, што е одлика на социјалистичките системи или на комунистичките држави? Имаат 5 главни одлики, од кои првата е еднопартиски систем, втората е планска економија, третата е национализација, четвртата е колективизација и третата е индустриализација. Сега, ние накратко ќе се обидеме да објасниме дел од сите овие работи кои што веќе ги споменавме. Самото име или самиот поим еднопартиски систем мислам дека доволно зборува. Што ни кажува еднопартискиот систем? Еднопартискиот систем ни кажува дека во државите постои само една партија, дека не постојат повеќе партии, дека не постои плурализам, односно повеќе партиски систем, туку има само една партија и таа партија одлучува за се во државата. Според социјалистите, сите такви, да кажем, демократски работи кои што треба да се случуваат во државата, треба да одат само преку партијата, а не смее да има избори. И така, партијата е таа која што одлучува за се во државата. Иначе треба да знаете дека главен водеч во партијата ќе биде генералниот секретар и тој е водечката личност
во партијата, а со тоа и во државата, и он одлучува за тоа како ќе се движи системот во тие земји. Втората работа е планската економија. Што значи тоа? Тоа значи да имаме воведување на 5 годишен план или наречен петтолетка. Односно, во социјалистичките земји се правел план за 5 години колку треба да се произведе. И тоа колку треба да се произведе од сите сфери на општественото живење. Почнувајќи од земјоделие, текстил, метална индустрија и така натаму, значи се што треба да се произведе во државата треба да биде во согласност со тој 5 годишен план. И така на тој начин се развивала економијата. Што значи терминот национализација? Терминот национализација значи се да се национализира во државата и речи си да нема ништо под приватна собственост. Односно, сите земјоделски комбинати, сите фабрики, сите продавници, се да биде под државна собственост и државата да биде таа која што ќе го контролира стопанството. Тоа е за национализацијата. А да видиме сега што е колективизација. Колективизација е здружување на селските или на земјоделските имоти. Односно, колективизацијата представува формирање на колективни задруги или на селски или на земјоделски задруги, каде што селаните треба да го здружат имотот и заедно да работат и да функционираат и заедно да ги продаваат производите. Што е индустриализација? Индустриализација е воведување на тешка индустрија, односно отварање на комбинати за тешка индустрија, каде што ќе се преработуваат тешки метали. Сега, каков друг ефект ќе предизвика индустриализацијата? Индустриализацијата ќе предизвика и ефект на миграција. Што значи тоа? Тоа значи дека селаните биле незадоволни од колективизацијата. Сметале дека на тој начин им се одземаат имотите и затоа својата иднина ја барале во градовите каде што се отварале овие фабрики за тешка индустрија. Односно, селаните сега од селани ќе станат работници, но она што е најважно доаѓа до запустување на селата, а до зголемување на градовите. И така започнува миграцијата село-град, каде што, како што веќе кажав, селата се испустуваат, а градовите енормно се зголемуваат. Тоа е, за индустриализацијата и тие се воглавно 5 работи кои што се карактеристични за социјализмот. Уште една многу битна работа, а која што е карактеристична за социјализмот, е тоа дека секоја од државите практично негувала култ на личноста. Односно, силна била политичката улога на лидерот во сите држави, така и во СССР, каде што начело на државата после војната стоел Јосиф Висарионовиќ Сталин. Што значи силна улога на лидерот? Тоа значи дека никој не смее да биде критички настроен кон лидерот. Никој не смее да го критикува лидерот. За лидерот треба да се зборува само со суперлативи. Секој оној кој што ќе зборува против лидерот бил именуван дека зборува и против државата. Така, ако го земеме СССР, можеме слободно да кажеме дека поради ваквата силна политичка улога на лидерот,
во СССР се појавиле голем број на така наречени политички затвореници кои биле носени низ затворите во Сибир. Но не била таква состојбата само во СССР. Во сите социјалистички земји се негувал култот на личноста, па така во Бугарија се негувал култот на Тодор Живков, во Албанија култот на Енвер Хоџа, во Југославија култот на Јосип Броз Тито и така натаму. Од прилика ова се политичките и економските промени кои што ќе се случат во социјалистичките земји. Сето ова ќе придонесе во Европа, односно во источниот дел на Европа, во социјалистичките земји, да се појави така наречена економска криза. Таа економска криза е поттикната од повеќе работи. Односно, таа економска криза е поттикната од пред се 5-годишниот план, особено кај луѓето, посебно кај земјоделците, се појавила незаинтересираност за производството. Зошто? Земјоделците почнувале да создаваат вишок на храна. Например, со тој 5-годишен план, државата предвидела да откупи толку и толку тони пченица, селаните произвеле повеќе, а нема пазар каде што може да го продаваат, мора на државата да го продаваат, и вишокот на храна останува и тие не знаат што да му прават, и така во иднина тие немале интерес да се занимаваат толку со земјоделие, па поради тоа дури доаѓа и до застој во производството на храна, односно во земјоделието, и така се создаваат недостиг на основни продукти. Дури кај дел од продавниците, голем дел од рафтовите биле празни. Ова особено било карактеристично во 80-тите години на минатиот век, кога што кулминира кризата, и на тој начин доаѓа до навистина една сериозна економска криза. Меѓутоа, таа сериозна економска криза практично ќе предизвика и политичка криза, бидејќи уште и предходно во 60-тите години се појавиле така наречени либералистички движења кои сакале да направат промени во општеството, особено во медиумскиот дел, да има слободна мисла, односно слобода на говор, да има промени во општеството и така натаму. И така тие критичари, наречени либералисти, ќе бидат задушени и практично ќе дојде до ситуација каде што тие такви движења ќе претрпат неуспех. Сега, сите овие работи кои што ви ги кажав се символ на временскиот период од 1945 до 1953 година, кога починува тогашниот водач Јосиф Висарионовиќ Сталин, и него го заменува познатиот друг водач Никита Хрушчов. 3 години по доаѓањето на власт на Никита Хрушчов се одржува така наречениот 20-ти конгрес на Социјалистичката партија на СССР, или така наречената болшевичка партија, и на тој 20-ти конгрес била критикувана улогата на Јосиф Висарионовиќ Сталин. Ова пак ќе придонесе и во другите земји да се создадат така наречени движења кои што ќе бараат реформи и ќе се појават револуционерни идеи. Тие револуционерни идеи посебно ќе се развијат во Демократска република Германија или Источна Германија,
како и во Унгарија. А кулминација на сето ова ќе биде така наречената Прашка пролет, кога револуцијата ќе се случи и во Чехословачка, но за жал СССР нема ова да го дозволи и со воена интервенција ќе ги задуши сите овие обиди за револуција. Сега, ќе се запрашате, како може Никита Хрушчов да ги критикува методите на Јосиф Виссарионовиќ Сталин, а да не дозволи таквите методи да се променат и во другите земји? Одговорот е многу јасен и едноставен, а е тоа дека ако тоа го дозволил Никита Хрушчов, тогаш практично СССР ќе го изгубеше влијанието во тие земји, со цел да не се изгуби влијанието во тие земји, со цел СССР да доминира во тие земји, тогаш тој не бил во можност да дозволи да се случат такви процеси во тие земји и затоа со воена интервенција овие револуционерни обиди ќе бидат таму задушени. Еве како изгледа Никита Хрушчов, познатиот водач. Ова е пак Александар Дупчек, човекот кој што ќе ја предводи така наречената Прашка пролет, за таа која што претходно зборувавме, која што за жал ќе заврши неуспешно, а после тоа Дупчек ќе биде тргнат од политичката сцена. И гледаме дека овие работи кои што ги споменавме придонесуваат да дојде до криза во социјализмот, а таа криза во социјализмот ќе резултира со пат на социјализмот, со целосен пат на социјализмот. А падот на социјализмот слободно можеме да кажеме дека започна во 1987 година, кога на чело на СССР ќе дојде познатиот водач Михаил Горбачов. Михаил Горбачов ќе го донесе познатиот план Перестројка, со кој се предвидувало да се направат промени во општеството во Русија. Односно, да дојде до промена особено во делот на земјоделските односи, особено во земјоделието да има пазарна економија, што значи со тоа комплетно се подкопуваат темелите на социјализмот, социјализмот предвидуваше планска економија. Се зборувало за слобода на говор и така натаму, сето тоа поттикнало на некој начин да се развијат идеите за демократизацијата, меѓутоа не само во СССР, туку и во другите социјалистички, односно комунистички земји, па така во Полска започнуваат да се појавуваат првите такви движења, а сето тоа ќе кулминира со создавањето на движењето Солидарност на чело со водачот Лех Валенса, кој што ќе иницира одржување на први претседателски избори, а првите претседателски избори ќе се случат во таа 1989 година, а Лех Валенса ќе биде првиот демократски избран претседател во социјалистичките земји. Еве го Михаил Горбачов, а еве го Лех Валенса. Ова е слика на еден од митинзите на кои што тој зборувал. Инаку, да се вратиме и да кажеме дека таквите движења продолжуваат и во Бугарија, во Југославија, и во Романија, а на крај ќе продолжат и во Албанија. Ќе видиме што е кулминација на целата оваа криза. Иначе, ви кажав дека во сите овие земји започнува процесот на ручење на социјализмот, меѓутоа за сите овие работи ќе зборуваме одделно, бидејќи за тоа треба да зборуваме на редната лекција, односно во делот на општествено-политичките промени на Балканот. Меѓутоа сега ќе кажеме дека
На Балканот, нели, односно во Романија, ќе се случат крвави настани, а Николај Чаушеско бил последниот социјалистички водач кој што ќе биде симнат, меѓутоа ќе биде симнат на еден крвав начин, додека тој бил одсутен од државата, ќе му се случи револуција, таа револуција за него ќе заврши трагично, бидејќи ќе му ја превземат власта, набрзо тој ќе биде уапсен, меѓутоа и ќе биде ликвидиран заедно со неговата жена Елена. Ова се слики од нивната ликвидација. На крај, слободно можеме да кажеме дека сите овие настани кулминираат со падот на Берлинскиот ѕид, односно оваа слика слободно можеме да кажеме дека е една од најпознатите слики во историјата, бидејќи се руши Берлинскиот ѕид, а на тој начин всушност и символично паѓа социјализмот во Европа. На тој начин практично се покажува дека социјализмот повеќе го нема, а ќе бидат воведени нови процеси демократски, односно ќе бидат воведени демократско уредување и плурализам и ќе биде наметнат повеќе партиски систем. Така доаѓа до целосен пат на социјализмот, а ова е само логична последица на сите настани што претходно се случиле. Од прилика тоа е тоа, се надевам дека ова што го зборувавме дека беше јасно.